А во продолжение по сето она што го дознавме од земјата и светот, време е за првиот гостин во студио. Убаво е кога сме хумани, убаво е кога сме емпатични. Обично со доза на хуманост и емпатија се вели дека се раѓаме, меѓутоа низ текот на годините тоа доколку го практикуваме, стануваме се похумани. И кога правиме добро дело, не може тука да престанеме. Тоа најдобро може да ни го објасни нашата денешна гостинка Зорана Костовска, која е двојна добитничка на наградата Мајка Тереза. Добро утро за двете, уште еднаш за тебе и се разбира за најавената гостинка и на самиот почеток. Денес ќе зборуваме на многу убава тема. Гледам тука многу дипломи и сертификати поврзани со хуманост и емпатијата, добрината. Така е. И официјално добре дојди од мене за нашата гостинка. Олети на оваа тема секогаш имаш право да се вклучиш, затоа што и долг период наназад имаш работено во таа област. И секојдневно, можеби не пред камерите, но зад камерите и во приватност секогаш помагам таму каде што е најпотребно. Така е. Зорана, добро ни дојдовте. Добро дојдов и добро стигнав, брзо возев, ова е лудило и можам да замислам како ви е напорно утрото на сите вас кои што многу во рани часови морате да бидете во вашето студио и секогаш да имате различити теми и да се подготвите за тие теми. Јас потполно ве разбирам, бидејќи јас работев едно 3 години на Канал 3 на македонската телевизија како водител и знам дека е многу напорна оваа работа. Гледачите нека го чујат стрес, дали ќе ви дојде гостинот, дали точно ќе почнете, дали ќе го звучите добро, дали ќе знаете да говорите околу темата и така. Јас локеска само што стигнав од Сплит, значи, и зошто бев од Сплит? Ако се доаѓа прво на гостин или се дава некој подарок. А вие, пошто за мене сте една многу силна жена, сакам еден мал подарок да ви врачам. И на подарокот пишува олала, да ви виде вашиот живот олала. Благодарам многу. И сега кога ме прашуваат зошто сте врзани со Сплит, затоа што јас сум родена во Сплит на еден мал оток Шолта. Тоа е едно најмал оток, на хрватски се префрлувам, знаете, брзо. Остров, јазичната бариера, до вчера зборував далматински, сега нели македонски, со оглед на тоа што и завршив професор по македонски јазик, па паралелно имав и училиште на македонски јазик на моето острво Шолта. 4 години, куризитет е, нели, една далматинка да предава македонски јазик на едно острво, тоа беше летен камп. 4 години изучуваа 86 ученици македонски јазик. И кога ќе ме прашаат многумина, па тоа чекај македонци кои што живеат во Хрватска, не. Тоа беа деца од сите градови, од Река, од Загреб, од Пула, од Сплит, кои што сакаат да го изучуваат македонскиот јазик и кој ќе биде нели амбасадор во тој период, амбасадорот на Македонија во Хрватска, во Загреб всушност, ќе дојде да ги врачи дипломите за завршен курс, летен курс на македонски јазик. И тоа не е она изучување на македонски јазик како во училиштата, со оглед на тоа што ја знам како се изучува македонскиот јазик во училиштата, туку летен камп, преку разни џојстици и игри се изучуваше македонскиот јазик, а прво мора да ја научат македонската химна. И така го дочекувавме амбасадорот, кој што им ги врачуваше тие дипломи за завршен курс на македонски јазик, го дочекувавме со македонската химна. И така еден мост сум помеѓу Сплит и Скопје. Сега зашто? Ке ме прашате. Зашто? Затоа што жените на градот Сплит ме поканија на една средба. Тие сакаат по иницијатива на Јагода Цицварич Горета, која што е председник веќа градскога Котара, така се вика Мертољак, таа иницијатива прави да направат парк на Мајка Тереза. Со оглед на тоа што јас 2 пати сум ја добила наградата Мајка Тереза, како здружение на кралицата нели Есма и Стево Теодосиевски, сите ме препознаваат по Есма, и како Зорана Костовска, нели ме поканија да направиме некаква соработка. Јас ги поканив сега овие денови, точно не сме го прецизирале датумот кога ќе дојдат, да ја видат куќе, да спомен куќата на Мајка Тереза во Скопје, да ги видат нашите искуства за работата на оваа куќа и тие ќе направат парк кој што ќе се вика, веќе се работи на тоа, ќе се вика Мајка Тереза. И еве една соработка помеѓу Сплит и Скопје, 2 срекни града с, нели, една соработка и овие денови ќе утаначиме. Но јас секој пат многу говорам, не ви дадов простор да ме прашате, но мислам, знам што сакате да ме прашате.
а и не морам да ве пресенјам со вие, бидејќи сме ние и добри пријателки. Ова ќе направиме, го заговоривме и тоа, да направиме 3 во 1. Хуманитарната организација Кралицата Есма и Стево Теодосиевски неколку пати, како председател на тоа здружение, направивме збратимување со неколку држави. Така го планираме тоа да го направиме и сега со Сплит, една општина, едно училиште и едно здружение, или како што велат хрватите, удруга. Нели, да се збратимиме. Значи, ќе го искористиме доаѓањето за домот на мајка Тереза, ќе го искористиме да го направиме и тоа. Ја имам идеја, бидејќи имаме единствена градоначалничка жена на Кисела вода, госпоѓата Бети, мислам дека тоа ќе го направиме со општината Кисела вода. Иако општината Кисела вода, хуманитарната организација Кралицата Есма и Стево Теодосиевски ја збратимила со Турција. Во периодот на работата на хуманитарната организација Есма Реджепова, ние имаме 3 збратимувања направено со Турција, со Србија и со Зонта, тоа е едно здружение на жени во Скопје. Одлично. Секоја чест. Јас знам дека ние многу не сме потребни да ве прашуваме, вие знаете точно што треба да ни презентирате, ама времето пак ќе ни биде кратко, туку имавте многу успешна година позади вас. 2025 година беше една од најдобрите години. 25 и 24 Во 26-та се уште не сум добила ништо, ама се надевам има време, бидејќи сме февруари, нели, дека до крајот на годината можеби ќе добијам и некоја награда. Во 2024 година, знаете, сите ние говориме дека петок, 13 Баксозен ден. А мене од таа година ќе ми биде среќен ден. Зошто? Добивам на имејл пораки 2, наутро добивам во 9 часот жените предприемачи дека ме избрале за жена на годината на Македонија и дека треба да дојдам во музеот на борбата на Македонија, дека дојдам да ми ја врачат таа награда. Поминува неколку часови, кога уште еден имејл, еве добитник сте, дојдете во петок на 13 во спомен куќата на мајка Тереза да ја добиете наградата мајка Тереза. Значи, еве ги благодарниците и пофалниците кај што се гледаат тие награди, тоа е честитки, да. И реков од сега мене 13 петок ќе ми биде среќен ден. А во 2025 година исто од жените предприемачи, исто така добив награда за поддршка на женското предприемаштво. Секоја чест. И сега ние, бидејќи многу брзо ни стасавте, гужва во сообраќај, безбеден град и така натака, и од пат не ве ни понудивме, не успеавме да ве понудиме кафе. Ја застанав на нашата кација. Оле е веќе спремна. Оле е веќе спремна да не послужи нешто. Супер. Оле, што ни нудиш, кафе, чај? Имаме кафе и чај, да. Одлично, супер, може кафе. Утринско кафе, јас шекер, наутро. без шекер? Обично воштие и кафе, така го почнувам денот. Така и јас го почнувам. И чаша вода со сода бикарбона. Сега некој ќе ме прашат. Алкализација правите? Да, ете така, да, баш така. Не сме спремни за сода бикарбона, но кафе и чај од срце веќе ви подготвиме. Секој ден воведуваме по нешто ново, ќе донесем и сода. Треба мојата асистенција? Не, слободно зборувајте се. Значи, домакинска куќа, нема тука што. Со шекер, без шекер? Со малку шекер. Со малку шекер. Зорана, за вас, низ години ве сте покажале уште како една од првите луѓе во хуманитарната организација Есма и Стево Теодосиевски Македонија, ни покажавте дека годините и километрите никогаш не представувале пречка. Не. Вие не само што сте мостот помеѓу земјите пријателски, туку сте и жена со огромна визија, со неисцрпна енергија и жена која умее да го прави убав овој свет, со многу бројни активности во Арда, здруженијето каде постојано донирате и постојано предизвикувате насмевки на децата кои, за жал, животот не ги милувал многу. Баш така. Да. Баш така. Кои се активностите во Арда? Знаете што, ако некој, оние што ме следат на Facebook страницата моја, јас некој пат објавувам, меѓутоа не се и се што, бидејќи нема ке го заситите тие што ме следат, а Боже, што прави Зорана. Имаме партнерство со хуманитарната организација Адра и со председателот Ванчо Трајковски. Веќе 20 години сме заедно во хуманитарната работа. Исто и хуманитарната организација Адра е добитник на мајка Тереза. Еве последна за нова година, во 12-тиот месец сега пред 2 месеца, ни беше многу плодна, се поделија 4000 пакети, донација од децата на Германија, кои што даруваа пакети, велам пакети, не се пакетчиња, бидејќи се малку
поголеми, нели, од оние пакетчиња што сме навикнати да ги гледаме кога ги некој доделува на децата, кои што се сите, секој пат потенцирам дека тие пакети се секој за себе пакет, значи уникатен пакет. Затоа што секој дете добива празна кутија во Германија и ја полни кутијата според своите можности, според својата идеја и желба. Понекогаш остануваат и адреса која донира таа кутија и ете мост помеѓу македонските деца и германските деца. И последното имавме големо дарување на кампот на избеглици овдека близу вас со министерот на социјала и труд. Заедно поделивме 300 пакети на децата кои што живеат во тој камп. Цела година беше плодна, Адра работи на повеќе проекти каде што јас сум таму партнер, нели, на таа хуманитарна организација. Исполнето е со се и се што, меѓутоа за жал гледаме многу сиромаштија и многу тага. И доаѓаме секогаш после патувањата, бидејќи ја покриваме цела Македонија. Пакетите се носат во сите центри за деца со посебни потреби, низ цела Македонија и се враќате секогаш многу тажни. И ќе велам, па овие ние треба да бидеме задоволни со оние мали нешта во животот, бидејќи има многу пострашна страна на некои во нивните животи. На некој начин гледаме што можеме, ние не сме финансиски тајкуни, некој да можеме кузне што да помогнеме, но на некој начин барем им крадеме секогаш една насмевка, барем за нова година. Тоа не е малку воопшто. Ја споменавме спомен куќата Мајка Тереза во центарот на плоштадот на градот. Некако веднаш ме асоцира да помислам на куќата, на семејната куќа која требаше да биде дом на музиката и хуманоста, каде што скоро целиот свој живот, поголемиот дел од својот живот го помина кралицата на ромската песна Есма и Стево Теодосиевски, кој за жал не се тука, некако брзо не напуштија и заминаа од другата страна и нивниот сон остана нереализиран. Знаете ли што се случува во моментов со таа куќа? Ако ми е нешто најголема болка и ако нешто ми е неисполнета желба, тоа е да се реализира желбата во тестаментот, валидниот тестамент, секогаш потенцирам, каде што Есма ја подари куќата на Министерството за култура. За жал, до сега... Легално, официјално. Од 2016 година, откако е почината Есма Реджепова, се влечеме по судови, по суд. 10 години цели? Да. Значи, куќата е тотално ограбена, се е изнесено. И покрај тоа што јас лично укажував во полициската станица на центар Беко, кој украл, бидејќи соседите ни јавуваат, ни пријавуваат, еве сега се изнесува тоа и тоа, никогаш ништо не се потегна да се вратат предметите во куќата на Есма Реджепова, која сега и повеќе не личи на куќа. За жал, не знам зашто, нема разврска. Значи, одиме, секогаш одам на расправа, на судската расправа и никаков конечен епилог на ова, не знам како да ја наречам, голгота на некој начин. Често пати одам таму и имам прекрасни спомени од Есма. Секогаш кога доаѓав ќе ме почека на баклон. Ајде брзо доаѓај. Бевме многу блиски пријателки, значи некогаш и по 24 часа бевме заедно, споделувавме се и се што и најискрено говорам дека такво срце не постои во Македонија како што беше Есма Реджепова. Ако продолжам да говорам за нејзе, ќе ми навреат и емоции и солзи. Жалам што ве ќе се растажив. воздржам. Сега пред да одам за Сплит, пред 2 недели ми се јави еден инспектор Стефан од полициската станица Битпазар и мислам дека овој инспектор ја покрена целата постапка каде се предметите на Есма, бидејќи ние укажавме каде се предметите, на некој начин украдените предмети, нели? И веројатно ќе има некаква разврска, сега ќе се покрене тоа да се вратат барем предметите. Но се уште немаме конечен одговор од Министерството за култура дали Македонија за жал се уште не ја прифаќа куќата која што беше во почетната состојба околу 2 милиона евра. Тоа е голем објект од 760 квадрати, со двори и со се и се што во куќата имаше. Секогаш го користам терминот дека после Јосип Броз Тито на овие бивши љуб простори, единствено Есма Реджепова имаше толку благодарници, пехари, дипломи за хуманата работа. Тоа сето сега го нема тоа сето? Каде се нејзините трофеи? Ги нема. Наводно
е подигнато, уствари да кажам прав израз, украдено. За жал. Мене ме чуди, ете, Да, како но знаете нација, што, какви сме. ромите се многу загрижени за оваа куќа, бидејќи таа е кралица на ромите, на целиот свет, не само на ромите во Македонија, туку на целиот свет. Ромските институции, ромските организации кои што постојат низ целиот свет, кои се и имотни, се јавуваат, значи би сакале да помогнат и ако треба нека им се даде, велат нека ни се даде куќата на ромите, ние ќе направиме ромски центар во Скопје. Не бе, Министерството за култура можеби нема средства да се обнови таа куќа, да се направи. Тие ќе инвестираат, тие ќе помогнат, да. И еве иницијативи од неколку нивни друженија кои што вистина можат, имаат и желба. Знаете, џабе вие да сакате, а да немате можности. Нели? Сигурно и граѓаните сакаат куќата да биде музеј на музиката и на хуманоста, како што е напишано во тестаментот на ЕСМА, но еве немаме средства. Еве, јас велам и предлог, еве јавно говорам, ако Министерството за култура не може или не сака или не знам од кои причини не го прави тоа што треба, така е, нека го дадат, ќе направиме. Нека го отстапи, така е, нека го отстапи. Ромската диаспора е многу заинтересирана и не само ромската диаспора. Заинтересирани се и многу градови, и туристички агенции, и телевизии кои што сакаат да снимат како што е куќата на мајка Тереза, нели? Фала многу. Одлично кафе утринско овдека во убаво друштво, во убаво студио. Значи ќе можеме нешто да направиме. Мене ми е страшна болка куќата на Есма Реџепова. Како најблиска пријателка до неј за толку многу години, имаше ли таа некое предчувство дека ќе се случи толку брзо нејзиното заминување? Имаме нешто заедничко. Јас сум родена на 4.4, таа на 8.8. Осмицата е бесконечност. И она веруваше дека на некој начин, нели сите сме смртни, но дека долго ќе трае. Да. Она беше само на стината. Имаше малце некоја кашница, а имаше она умре на 11.12, а требаше да има концерт во Битола, нели на градот на отворено, каде што беше многу ладно, и рековме ајде малку да посетиме болницава, малце некое појачување да добие, некакви витамини, да се малце да се подигне физичката конституција и можност на Есма Реџепова. Но, еве, за жал, тоа трагично се заврши. Јас и ден денеска не можам да го сватам тоа. Како се случи некако на брзина, затечена бев, не само јас, сите ние околу незе, тимот, децата на Есма, едноставно не верувавме тоа што се случи. Не, она мислеше дека многу долго ќе трае, бидејќи имаше желба, таа беше хороскопски знак, лав, прав лав. Она беше лавчина, уствари, лавчина, ама во сите особености на некакво живење, на некакво битисување, она беше баш лав. Сакаше да заштити, сакаше да плати, сакаше на сите да им е убаво. Секогаш се ставаше во втор план, секој пат беа сите околу нејзе, блиските и пријателите и непознатите. Таа помагаше и на непознати луѓе. Значи, и многу малку се знае за хуманитарната работа на Есма Реџепова. Да се надеваме дека нема да е сето ова крај, дека ќе има и разврска и епилог со нивната куќа, нивниот дом на хуманоста и музиката, кој така остана глув и празен, и дека навистина ќе говориме што погласно и што почесто, а и ќе се потрудиме нешто да ја потурнеме работата и ние како медиум ви стоиме на располагање. За жал времето не ни дозволува уште многу да разговараме. Јас сакав само да споделиме дел од активностите, признанијата, наградите кои си доаѓаат како резултат на сето она низ годините работено. Зорана, ви посакувам уште многу години да бидете мостот помеѓу земјите. Ќе ве замолам нешто, само една минута имаме време, нели? Да. Дали ако ја испеам јас песната "Спонистре се види шолта, пива клапа испод волта", ќе можете да ме примите во вашиот прекрасен хор Фрида. Значи, секоја чест за Фрида, сите мои пријателки се во вашиот хор и направивте една прекрасна работа, што ги собравте жените кои што сакаат, нели, и да се дружат и да пеат, и мислам дека многу убав дел од вашиот живот е најубавиот. Верувајте ми, најубавиот. Спонистре се види шолта, пива клапа испод волта, у далјини свитле коче,
Пива клапа, шотово оче. Дали сум примера? Аудицијата помина. Браво. Секоја чест. Инаку и нашите колешки... Сепак, дружењето на Есма Реджепова остави трага. Таа, кога ќе ме чекаше, уште една секунда, знам дека сте кратки со време, кога доаѓав на паркинг, ја чекај, животе, ми се живе, ја пеев незината. А она, кучко, ајде доаѓај брзо, треба да работиме. Ето така беше. Фала ви многу што ме поканивте. Ви благодарам што ни дојдовте, баш не раздвиживте, баш ни ја покачивте енергијата, а и не распеавте и колегите и колешките од режија пеат, да знаете, Одлично. и колешките ни доаѓаат во Фрида, така да ќе бидеме едно убаво големо Јас се распеано надевам дека сум семејство. примена во Фрида. Секако Ви помина. благодарам многу. А ќе пееме и песни од Есма Реджепова. А, тоа секако. Јас ќе Секако. запеам, ама на крај на програмата да не ги изгубиме гледачите. Сепак подобро знам нели од оваа страна да зборувам отколку да пеам, меѓутоа секој со својот талент.